Најново издание на регионалните вести. Православната црква денеска го празнува денот на светите рамноапостоли, цар Константин и царица Елена. Празнување имаше во село Блаце во истоимениот свет храм. Православните христијани денеска го празнуваат празникот Свети цар Константин и неговата мајка царица Елена. По тој повод чествување имаше во населеното место Блаце во светиот храм посветен на светите рамноапостоли Константин и Елена. Уште од раните утрински часови светиот храм беше препон со верници кои беа дојдени да им оддадат почит на патроните на овој свет храм. Ова е еден традиционален собир на местното население село Блаце и нивните пријатели. Овдека во манастирот посветен на цар Константин и царица Елена. Водосветот почнува во 9 часот, како и секогаш. После тоа иде режењето на колачот и одредување на новиот кум. Кому ќе падне среќата да си го добие паричето. Или кума, како што е оваа година. Така, после тоа имаме добра трпеза, братско и сестринска, сите можат да седнат и да присуствуваат на тој ручек. Посетеноста, да, претежно кај нас е во Свети Тројца манастирот. Овдека не е толку, али е доволно за нашето село и за околните села тука. Задоволни сме од посетеноста, има луѓе доста секогаш. Местото е многу убаво, можеш да се одмориш духовно, значи да поседиш. И во не само кога е денот посветен на царица Елена и цар Константин, него и секој нормален ден тука е многу фино и има голема разлика од температурите од долу во селото и овдека. Исто има и убав поглед кон Тетово, кон Шар планина и така. Прославувањето започна со одслужување на свечена богослужба, пошто беше прережан и славскиот колач во кој се криеше паричката која го одреди кумот за наредната година. Сите векови, амин. Господи, јави сја нам, благословен гради во имја Господне. О Господи, јави сја нам, благословен гради во имја Господне. О Господи, јави сја нам, благословен гради во имја Господне. Богородице, прилежно ниње притеце грешник и смирени и припадаем покајани за уште и злобини доше. Владичице, помози нам да не милосердовавши, поштим сја погибаемо множества прегрешени. Не обрати Твоја рабишти, ја бо едино надеждо имам и... За прв пат го добивам паричето, а инако скоро секоја година доаѓам. Јас сум од Милетино, инако се викам Габриела Крстовска. И многу сум среќна и возбудена што се гледа и по мене. Што очекувате годинава? Па како за свите, така и за мене, да има здравје, мир, среќа, љубов, радост. Во Блаце денес беа дојдени и верници од околните населени места и од Тетово. За дел од нив ова е голем ден. Многу големо значење има Свети Константин и Елена, затоа што на овој ден, баш на овој ден, ми е родена првата внука во семејството од постариот син, се вика Елена, го носи и тоа име. Бевме првата година бевме на осветувањето на црквата, а еве денеска веќе полнолетство, 18 години, и за мене многу значаен ден е. Секоја година доаѓаме обавезно од семејството да се запалиме свеќи, да се помолиме на Господа. И убаво празник да се види, еве како убаво место, како убава црквичка, колку народ се собрал, тоа е многу фино. Добро е што ги гаиме традициите општо наши и треба да продолжат вака како што е. Празнувањето во населеното место Блаце продолжи со братско-сестринска трпеза на љубовта. Наши, како што ги проштеваме и ние на нашите должници и не поведување во искушението, избавено од лукавиот. Слава на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Господи помилуј, Господи помилуј, Господи помилуј, Оче благослови.
Царот Константин Велики и неговата мајка царицата Елена за нивните заслуги во признавањето и ширењето на христијанството, Светата црква ги прогласила за светители и рамноапостолни, што значи по значење рамни на апостолите. Царот Константин спаѓа меѓу најзначајните личности во историјата на човештвото, бидејќи по подолго прогонување на христијанството, тој е првиот владетел на големата Римска империја, што ја признал оваа вера. Марко Цепенков забележал дека во Прилеп Свети Константин и Елена биле покровители на базиџанскиот или трговскиот еснав. Нивниот празник, кој го викале Свети цареи, го празнувале на 21 мај по стар стил. Рем шопинг центар започна со продажба на станови и апартмани изградени по најновите светски стандарди. Становите се со површина од 48 до 159 метри квадратни. Секој стан има паркинг, мониторинг, видеофон, алармен систем и лифт. Становите и апартманите се со наши цени. 1 квадратен метар од 750 до 800 евра, со можност на купување преку комерцијални банки, како и со готовинско плаќање со екстра услови. Приклучете се на семејството на Рем шопинг центар. Од длабочината на джебот зависи и трпезата. Цените на земјоделските производи на зелениот пазар во Тетово не се високи. Проблемот е сиромаштијата кај поголемиот дел од граѓаните. Добра снабденост, но мала потрошувачка на тетовскиот зелен пазар. Продавачите на земјоделски производи се грижат за добрата понуда, но се жалат дека мала е куповната моќ на граѓаните. Помало, зависи по миштерија, кад земе плата и земат. А иначе не иде баш добро. На што се жалат граѓаните? Високи им се цените или ниски? Не цени, него нема плата, нема редовно плата, у тој е цел. А иначе добро иде, помало. Како се движат цените по килограм? Зависи, 6, домати 4, 2 кила 7, зависи. 30, 3 кила 8. Цене не е скупа, него луѓе нема пари. Троши се не како, али не баш како треба. Цене е многу ефтини, цене е тој. Луѓе многу мало муштери имамо, кој ќе гледа него со зема и тој. Зошто тоа е така? Не знам ја. Джепови се прави. Нема и доволно пари колку им треба. Потрошувачите пак со своје објаснување дека семејството на трпеза мора да седне, а за да се наполни со потребните намирници, најмногу се купува кога семејниот буџет е полн. Во набавка на овошје и зеленчук се тргнува откако ќе се добие платата. А мислиме дека се високи, денешниот джеп, бога ми високи се. А инаку сега почнаа малку да паѓа, меѓутоа у целина вака земено, према други години повише е се цени. Што мислите што е поскапо во споредба со лани? Општо е све поскапо, купусот поготово најскапи е. И краставиците од прилика, тука се доматите и тие се скапи за овој период. Све у целина е поскапо од другите години. За мене ја мислам дека се стандард секогаш. Потрошувачката како ја оценувате, купуваат граѓаните, не купуваат? Према денот, дали е почеток на месецот или при крај? Јас сум задоволен од паклеđено, од све, од друго. Нема што да се жалим јас. Тоа за мене е нормално. Може и нешто е поскупо, нешто е поевтино. Разни цени имаш, како сакаш, може да земеш. Немам проблем за тоа. Ја, како муштери, јас сум задоволен и од муштерите и од продавачите. Од 30 до 40 динари се движи цената на доматите и краставиците, иако има понуди за неколку килограми за цена од 100 денари. Од сезонското овошје најзастапени се јагодите и црешите, чија цена е од 70-80, односно 100 денари по килограм. Преку соопштение, Канцеларијата за односи со јавноста при општина Тетово информира дека се спроведува акција за отстранување на тезгите од јавните површини. Општинскиот инспекторат на општина Тетово денеска во координирана акција со секторот за внатрешни работи Тетово започна со физичко отстранување на незаконско поставените тезги на јавни површини, информираа преку соопштение од Канцеларијата за односи со јавноста при општина Тетово. Општина Тетово следните денови интензивно ќе продолжи со оваа акција, се до целосно отстранување на тезгите со солидна конструкција низ градот, кои пак незаконски беа поставени и ги узурпирале површините предвидени за слободно движење на пешаците. До крајот на неделата акцијата ќе се спроведе и на улицата Жичара, булеварот Илинденска и во Горна Чаршија.
Во соопштението од општина Тетово апелираат до сите граѓани да прикажат свест и нивните економски активности да ги спроведат на местата предвидени за оваа активност, а не на оние места од каде директно го загрозуваат животот на сите пешаци, кои покрај тоа се принудени да се движат онаму каде што се движат возилата. Со метален боксирач нападнат 15 годишен ученик од Тетово. Полицискиот билтен бележи оштетување на наплатната рампа во Желино. Со боксирач 15 годишно момче од Мала Речица вчера нападнал свој врсник од Саракино кој учел во основното училиште Кирил и Методи во Тетово. Инцидентот се случил околу 10 часот во дворот на училиштето, кога без повод и причина напаѓачот кој дошол со две други непознати лица, од џебот извадил метален боксирач и неколку пати го удрил деветот денецот по главата и телото, нанесувајќи му видливи повреди. Момчето веднаш е пренесено во Тетовската клиничка болница, а трите лица избегали од местото на настанот. Набрзо напаѓачот е пронајден и заедно со неговиот родител е повикан на разговор во Тетовската полиција, каде му е одземен боксирачот. Се преземаат мерки и активности за целосно расветлување на случајот. Полицискиот билтен бележи оштетување на наплатната рампа во Желино. Имено 44 годишен вработен во наплатната рампа Желино вчера пријавил дека околу 13 часот и 30 минути непознато лице кој управувало патничко возило Шевролет со скопски регистарски таблици, поминувајќи покрај кабината број 5, одбило да плати билет и оштетило рампата упатувајќи се со голема брзина кон Скопје. По пријавувањето извршени увити се работи на откривање на сторителот и расветлување на сите поединости поврзани со оштетувањето. На подрачјето на Гостивар во текот на месец мај се случиле 19 сообраќајни несреќи, една завршила со трагични последици. Анализите на полицијата покажуваат дека вкупната бројка на несреќи е намалена. Намален бројот на сообраќајни несреќи на подрачјето на Гостивар. Изминатиот месец биле регистрирани вкупно 19, што е за 32 помалку од лани истиот период и за 12 помалку од претходниот месец април. Една од несреќите завршила со трагични последици, односно со загинат сопатник во патничко возило, кое поради неприлагодена брзина излетало и се превртело. Според податоците од СВР Тетово, 14 лица се здобиле со телесни повреди, додека во 10 сообраќајки била причинета само материјална штета, која се проценува на над 1 милион денари. Најчеста причина за несреќите повторно е пребрзото возење, како и непочитување првенство, недржење страна и правец и друго. Сообраќајците поднеле 8 кривични пријави за загрозување на безбедноста на сообраќајот и за тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот. Гостиварското полициско одделение за безбедност на патниот сообраќај во текот на мај спровело и повеќе превентивни и контролни активности. Контролите се однесувале на брзина на движење, потоа дали има алкохолизирани возачи и такви кои возат без дозвола, а во неколку наврати се контролирало и однесувањето на пешаците во сообраќајот. На прекршителите беа изготвени поднесоци со кои се санкционирани пропустите и недостатоците во функција на подобрување на вкупната безбедност на патиштата во регионот, се вели во информацијата од полицијата. Шест луѓе државјани на Србија, Босна и Херцеговина и на Црна Гора, кои се уапсени во загребската населба Сигет под сомнение дека планирале ограбување банки, се огранок на бандата Pink Panther, објави Јутарни лист. Тие се уапсени вчера во голема полициска акција. Весникот додава дека со тоа полицијата спречила добро испланирана серија крвави разбојништва во финансиски институции во метрополата. Во станови и гаражи кои ги користеле за пленети се повеќе бомби, динамит, оружје и муниција. Криминалната група украла и 3 автомобили, кои требало да ги користат при ограбувањата и потоа да бидат запалени. Еврокомесарот за економски прашања Пиер Московиси изјави денеска дека нема план Б за Грција и изрази надеж дека во наредните неколку дена ќе биде постигнат договор со земјата. Според него нивната цел е посилна грчка економија во рамки на еврозоната. Тој порача и дека деноноќно работат на единствено решение за да ја помогнат на земјата да надмине некои големи предизвици и тешкотии.
Интерпол издаде меѓународна потерница за 6 мажи кои имаат врска со ФИФА на барање на американските власти, што значи дека тие ризикуваат да бидат уапсени каде и да патуваат. Интерпол соопшти дека биле издадени црвени известувања за 2 поранешни функционери во фудбалската асоциација и за 4 директори на корпорации под обвинение за рекетирање, заговор и корупција. Меѓу нив е и поранешниот подпредседател на ФИФА Джек Варнер од Тринидад и поранешниот член на извршниот комитет Николас Леос од Парагвај. Председателот на ФИФА Сеп Блатер вчера поднесе оставка од функцијата. Американскиот конгрес ги усвои измените во законите за шпионирање, кои беа во сила по терористичките напади на 11 септември 2001 година, со што се забранува владата масовно да собира телефонски разговори и податоци. Ова се случи само на 2 дена откако Конгресот дозволи да истече важноста на антитерористичките програми за масовно следење и прислушување. Законот кој веднаш беше подпишан од председателот Барак Обама предвидува ограничување на правата за шпионирање на Националната безбедносна агенција. Кинески државни медиуми јавуваат дека спасувачките екипи во текот на изминатата ноќ биле во потрага по 430 луѓе, кои се водат како исчезнати откако еден патнички брод потона во реката Јангце. Во потрагата се вклучени над 4600 луѓе, меѓу кои и стотици нуркачи. До сега биле спасени 14 луѓе, а биле излечени и тела на 13 удавени. Потопувањето се случило толку брзо што капетанот немал време да испрати порака за помош, јавуваат кинеските медиуми. Денес имавме претежно сончево време со локална облачност и потопло. Утринските температури се движеа од 8 до 16, а дневните од 22 до 30 степени. Утре не очекува умерено облачно и нестабилно време со врнежи од дожд и грмотевици. Утринските температури ќе се движат од 10 до 17, а дневните од 20 до 27 степени. Ги следевте регионалните вести. Пријатно!